МЕПСО ќе бара зголемување на цената за преносот на електричната енергија, што влијае на крајната цена, велат извори за Сител. Колкаво зголемување ќе бара компанијата се уште не се знае. Во моментов се прават пресметките на трошоците кои МЕПСО треба да ги достави до регулаторната до средината на мај. Инаку учеството на МЕПСО во крајната цена на струјата е најмало и е околу 3%. Сепак, председателот на регулаторната комисија Бислимовски Замија потврди дека нема да дозволи да има ново поскапување на струјата. Регулаторната комисија за енергетика ќе ги превземе сите механизми кои што се на располагање, можеби ќе излезе и од рамките на своите законски надлежности пропишани во Законот за енергетика и нема да дозволи некое зголемување на цената на електрична енергија. Државните електрани пак следниот месец на тендерот на Евана Хом треба да достават нова цена по која ќе ја продаваат произведената струја. ЕСМ има уврска на овој тендер да понуди 70% од потребните количини, но нема гаранција дека на тендерот ќе биде откупена оваа струја, затоа што можеби ќе се јават трговци кои ќе понудат пониска цена. Со започнувањето на либерализацијата на пазарот, РКЕ влијае на крајната цена со 38%, односно само на цената на преносот и дистрибуцијата, а нема влијание на 52%. Поради пандемијата, државните енергетски компании минатата година ја завршија со загуби. Лани цената на струјата се зголеми за 7,4% на барање на државните компании, со образложение дека имаат намалени приходи поради корона кризата. Новата цена на струјата ќе се знае во август. Ирена Чачкова, Сител телевизија.